Добре дојдовте во урбаните вести. На Скопје му недостасува 1/3 контейнери. Ова е веста со која ги започнуваме денешните вести. Останете со нас. Скопје ни создава 411 тонни комунален отпад дневно. 33 улици ќе бидат асфалтирани во Ѓорче Петров до крајот на годината. Новите автобуси на газ ќе бидат набавени идната пролет. Потрошувачите ќе може да бараат обештетување за прекин во снабдувањето со струја. По 411 тони дневно комунален отпад собира јавното предпријатие Комунална хигиена, а во првите 6 месеци собрани се 74.301 тон комунален отпад. Стратешката одлука на градот Скопје е да се подобрат перформансите на јавните предпријатија, а за јавното предпријатие Комунална хигиена привршува техничката спецификација за јавна набавка на нови и пофункционални контейнери. Стратешка одлука на градоначалникот е да ги подобри перформансите на комуналните предпријатија и на комунална хигиена, каде се привршува со техничката спецификација на една пообемна и поголема јавна набавка, која ќе овозможи град Скопје да добие нови, поубави и пофункционални контейнери од овие кои ги имаме. Ова го изјави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов во интервју за МИА. Како што рече градоначалникот Шилегов, по документ би требало да има 6000 контейнери за комунален отпад, за да се задоволат реалните потреби на Скопје. Во моментов на скопските улици има само 4250. Има 1/3 помалку контейнери од тие што службите во градот ги предвиделе како потребен број за да кажеме дека може да се задоволат потребите на граѓаните, рече Шилегов и додаде дека постепено ќе се зголемува бројот на возилата и на контейнерите, а како Комунална хигиена уште годинава ќе се распише набавка со цел во текот на следната година да се обезбедат нови контейнери. Според извештајот за работа на јавните предпријатија, во првите 6 месеци од 2018 година, јавното предпријатие Комунална хигиена има собрано и транспортирано 74.301 тон комунален отпад, или просечно 411 тони дневно. Во однос на истиот период од минатата 2017 година, количината на собран и транспортиран отпад е поголема за 1887 тони. Во делот на остварените финансиски резултати, јавното предпријатие Комунална хигиена оствари позитивен финансиски резултат од 23.845.670 денари, како резултат на намалени трошоци на работењето. Од јавното предпријатие Комунална хигиена информираа дека во истиот период беа организирани повеќе акции за генерално чистење на сите скопски општини, акции за чистење на поголемите скопски булевари и раскрсници и засилени активности за расчистување на кеот на реката Вардар. Во овој период, екипите на предпријатието беа ангажирани и во расчистување на вкупно 855 метри кубни диви депонии, составени од градажен шут, земја, гранки и слично, на територија на општините Газибаба, Чаир, Киселавода, Аеродром и Бутел, додека од страна на екопатролата дополнително беа откриени и расчистени 485 метри кубни разновиден комунален отпад на повеќе локации низ градот. Исто така во Центарот за селекција на отпад во Карпош беа исчистени 300 тони кабаст отпад насобран во рамки на акциите кои што се одвиваа во скопските општини во текот на изминатите 3 години. Во таа насока јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје ги информира граѓаните својот кабаст отпад, застарен мебел, електронски и електричен отпад да го одлагаат во центрите за селекција на отпад во Карпош и Вардариште, како и во претоварната станица во Шуто Оризари, што предпријатието им го нуди без плаќање на паричен надомест. Доколку имаат потреба тоа да се изврши со специјалните возила на предпријатието, услугата може да ја побараат на бесплатната телефонска линија 0800 222 33 и истата изнесува 893 денари со пресметан ДДВ. Во зависност од понудената цена на понудувачите и согласно планираната динамика на постапката, се очекува новите автобуси на газ да бидат набавени идната пролет. Од градот информираат дека се планира набавка на нови 30 до 40 возила на газ. Во првите 6 месеци од 2018 година, автобусите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје превезле 22,6 милиони патници. Најголемиот дел од нив се возеле во март, а најмалку во јануари. На градските улици секојдневно сообраќале 277 возила на ЈСП, а 206 на приватните превозници.
Во споредба со истиот период лани, годинава е регистриран зголемен број возила во дневен сообраќај за 0,5% во просек дневно. Бројот на продадени персонализирани билети е зголемен за 2,6% во споредба со истиот период лани, односно продадени се речиси 20.000 билети повеќе. Значително е зголемувањето на продажбата на доплатни билети за возрастни, како и на годишните билети за градските линии. Токму посочените категории билети го сочинуваат и најголемиот број од продадени персонализирани билети. Зголемен е бројот на неперсонализирани билети за 25,9% или за речиси 825.000 билети. Статистиката на јавното предпријатие покажува дека значителен пораст во споредба со истиот период лани е забележан при плаќање на билет со мобилен телефон. Лани во периодот јануари-јуни биле платени 100.528 билети со мобилен телефон, а годинава во истиот период дури 782.075 билети. Во првите 6 месеци од годинава преземени се конкретни мерки за долгорочно заложување на ЈСП кон меѓународна кредитна институција во износ од 10 милиони евра за купување нови еколошки автобуси. Во зависност од понудената цена на понудувачите, се очекува да се набава 30 до 40 возила на газ. Согласно планираната динамика на постапката, се очекува новите возила да бидат набавени идната пролет. Во првото полугодие од годинава, дел од јавниот сообраќај беа 3 автобуси на газ и 1 на струја. Тие беа отстапени на бесплатно користење, а тој период се искористи за да се добијат конкретни искуства и резултати од нивната примена во јавниот превоз, односно да се утврди кој тип автобус би бил најповолно решение за јавниот автобуски превоз во градот. Реконструкцијата на 7 улици во општина Ѓорче Петров е во завршна фаза, а до крајот на годината во оваа општина ќе бидат асфалтирани 33 улици. А за изградба на нови локални патишта, Министерството за транспорт и врски ќе побара кредитна линија. Во општина Ѓорче Петров до крајот на годината ќе бидат асфалтирани 33 улици. 7 од нив се во завршна фаза, а 4 ќе бидат завршени до крајот на месецот, најави денеска градоначалникот Александар Наумовски при посетата на градежните работи заедно со министерот за транспорт и врски Горан Сугарески. Како што најави градоначалникот Наумовски, со асфалтирањето на улиците ќе биде решен горливиот проблем во делот на инфраструктурата што го чувствуваат жителите од населените места Кисела Јабука, Стопански двор и Волково. Наумовски информираше дека на средбата со министерот Сугарески разговарале за повеќе проекти што ќе се реализираат во оваа општина. Горливиот проблем кој што го чувствуваат граѓаните во руралниот дел Кисела Јабука, Стопански двор и Волково, ќе го решиме во делот на инфраструктура, имајќи во предвид дека истите граѓани затекна, односно ние затекнаме како локална самоуправа една одлука за самопридонес, кој што сите плаќаа по 500 евра за фекална канализација, истите тие пари ќе бидат вратени преку инвестиции од страна на владата, како што е сега преку инфраструктура, односно со завршување на фекалната канализација во износ од 650.000 евра. Во Волково завршуваме последните 40% затекнати нереализирана фекална канализација во должина од 22 км, со што ќе останат само приклучоците до индивидуалните домаќинства. Министерот Горан Сугарески рече дека градоначалникот Наумовски го информирал во која фаза е реализацијата на проектите во делот на инфраструктурата кои се финансирани од страна на Министерството. Сугарески потенцираше дека се сериозни партнери на општините и ќе им помагаат во делот на финансиските средства да се реализираат што повеќе проекти, бидејќи од тоа ќе имаат бенефит граѓаните. Сакам да потенцирам дека денес сме тука, каде што вршиме увид во градежните активности на улиците во Ѓорче Петров кои што се градат, така да согласно роковите и она што ме информира сега, во најбрз можен рок тие ќе бидат асфалтирани. Исто сакам да потенцирам и да повикам сите оние општини бидејќи согласно програмата на Европската инвестициона банка во рамките на Министерството за транспорт и врски има уште 12 милиони евра неискористени средства. Ги повикувам уште еднаш сите оние кои што општини ги немаат доставено проектите, се разбира ревидирани проекти да ги достават, се со цел да овозможиме на општините да ги бидат искористени тие средства. Министерството за транспорт и врски додаде Сугарески согласно програмата за водовод и канализација и локални патишта. Во наредниот период ќе побара кредитна линија со цел да им помогне на општините за реализација на проекти, од кои општините ќе имаат позитивен ефект, затоа што покрај средствата од нивните основни буџети ќе можат да користат и средства од државата.
Во селото Никиштане во општина Ѓорче Петрово теке реконструкција на улица, на која истовремено се врши и насочување на атмосферските води кон каналот, со цел да се спречи собирање вода на улицата. Од општината информираат дека од Министерството за животна средина одобрени се 5 милиони динари за изградба на примарна и секундарна водоводна мрежа во Никиштане. Министерството за животна средина и просторно планирање во рамки на програмата за управување со води за 2018 година на општина Ѓорче Петров и одобри 5 милиони динари за реализација на проектот изградба на примарна и секундарна водоснабдителна мрежа во населеното место Никиштане. Од општината очекуваат дека речиси секое домаќинство во селото кое сега има недостиг да добие питка вода, технички исправна и бактериолошки чиста до крајот на оваа година, со што конечно ќе биде решен проблемот со водоснабдителната мрежа во Никиштане. Од општина Ѓорче Петров информираат дека се работи и на насочување на атмосферските води во канал, односно истовремено со реконструкција на улицата во Никиштане, од средина на селото до училиштето, се врши и насочување на атмосферските води. Штом се заврши комплетно реконструкцијата, жителите на Никиштане повеќе нема да имаат проблеми со собирање вода на улицата, особено при засилени врнежи од дожд, информираат од општина Ѓорче Петров. Секој потрошувач доколку смета дека имал намалена, без соодветен квалитет или немал испорака на електрична енергија, поради што претрпел каква било штета, може да започне постапка за обештетување пред операторот на електродистрибутивниот систем и пред операторот на преносниот систем. Специјална комисија составена од 3 члена ќе биде задолжена за обештетување на производители и потрошувачи на електрична енергија, доколку операторите не се согласни со барањето за надомест на штета што ќе го поднесат потрошувачите или производителите. Секој потрошувач доколку смета дека имал намалена, без соодветен квалитет или немал испорака на електрична енергија, поради што претрпел каква било штета, може да започне постапка за обештетување пред операторот на електродистрибутивниот систем или пред операторот на преносниот систем. Во таа постапка треба да наведе и проценка на штетата. Доколку операторите не се согласуваат со барањето што го поднеле потрошувачите, тогаш комисија составена од еден представник од потрошувачот, еден представник од операторот и еден вештак од комората за вештаци ќе одлучи и ќе оцени колкаво треба да биде обештетувањето, рече председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Секој потрошувач ќе има и право на стандарден надоместок на штета, односно намалување на цената на користење на мрежата за 10%, доколку прекинот бил до 12 часа, а за секој наредни 20 часа ќе се зголемува за дополнителни 10%. Во случај планиран прекин објавен во медиумите да трае подолго од предвиденото и повеќе од 12 часа. Право за надоместок имаат и производителите ако прекинот трае повеќе од 5 часа. Граѓаните ќе може да побараат од Државниот технички инспекторат да изврши соодветно мерење за да го утврди квалитетот на снабдувањето, односно колкави се напонот и фреквенцијата на електричната енергија што ја добиваат. Тие и самите може да забележат кога имаат осцилации во снабдувањето, односно намалена испорака, и да почнат постапка за обештетување. Во постапката за обештетување ќе може да се утврди дали недоволниот квалитет на испораката на електрична енергија бил причината за да се расипе некој уред. Тоа ќе треба да го констатира комисијата доколку операторот на системот не ја прифати својата грешка и не му исплати соодветен надомест на потрошувачот. Државната изборна комисија денеска го усвои кодексот за наблюдување на референдумот, според кој наблюдувачите треба да се придржуваат кон неговите одредби, да се непристрасни и секогаш со себе да го носат беџот за идентификација. Државната изборна комисија на денешната седница го усвои предлог кодексот за наблюдување на референдумот. Како што беше речено, кодексот става акцент на акредитираните наблюдувачи. Тие треба да го познаваат законот, да се придржуваат кон неговите одредби, да се непристрасни и секогаш со себе да го носат беџот за идентификација. Кодексот предвидува и ограничување на акредитираните наблюдувачи. Тие не смеат да влијаат при гласањето и пребројувањето на гласовите, ниту да носат какви било партиски символи. Како што информира председателот на ДИК Оливер Дерковски, се уште трае рокот за издавање акредитации за наблюдувачи на референдумот. Државната изборна комисија на седницата го усвои предлогот на Борис Кондарко да се донесе комплетно нов правилник за приговори што ќе важи само за референдумот. Правилникот за изборниот процес нема да се менува.
Последниот извештај доставен до ДИК покажува дека заклучно до денеска за референдумот со дипломатско-консуларните представништва на Македонија се пријавени вкупно 2855 гласачи, од кои прифатени се 2755. МВР ќе им издаде лични карти на вкупно 260 лица кои издржуваат казна затвор за да може да го остварат своето право на глас. На седницата на ДИК беше наведено дека гласањето за диаспората ќе чини околу 1/3 од гласањето минатиот пат, кога било 35 милиони денари. Ваучери во висина од 6000 денари денеска беа доделени на 84 семејства од општина Киселавода. Од општината информираат дека рокот за поднесување барања е 90 дена од моментот на раѓање на детето. Ваучери за новородено дете денеска им беа доделени на 84 семејства кои живеат во општина Киселавода. Тие добија еднократна парична помош во висина од 6000 денари. Станува збор за 42 женски и 42 машки новороденчиња. Семејствата заедно со барањето треба да достават на увид важечки лични карти или други исправи за лична идентификација, извод од матична книга на родените за новороденчето, како и фотокопија од транзакцијска сметка. Рокот за поднесување на барањата е 90 дена од моментот на раѓање на детето, информираат од општината. Во следните денови ќе се задржи сончево и топло време со мала до умерена облачност. В сабота во попладневните часови ќе има локален пороен дожд и грмежи, особено во западните делови. Позначителна промена на времето се очекува в недела попладни и во понеделник, кога во поголем дел од земјава ќе има поројни врнежи од дожд со грмежи и засилен северен ветер, а локално се можни и поинтензивни процеси во форма на невреме. Во понеделник и вторник дневната температура ќе опадне за 6 до 8 степени. Во Скопје времето утре ќе биде претежно сончево со температура до 33 степени. В недела исто 33 степени, а понеделник и вторник 26 степени. Уште една информација за крај. В недела без електрична енергија во период од 8 до 10:30 часот ќе бидат корисниците од Мак Петрол и Дризово, Маклифт, Мајами и Дризово, дел од Кадино, Мралино, Дрма и Пивара во општина Газибаба. Во понеделник пак без струја од 9 до 13 часот и 30 минути. Ќе бидат дел од корисниците од улицата Борис Сарафов и дел од улицата Драговити во општина Ѓорче Петров. А во период од 8 до 9:30 часот дел од корисниците од улицата Славејко Арсов од број 5 до број 30 во општина Центар. Ова е последната информација за денеска. За повеќе информации следете на нашата веб страна и на социјалните мрежи Facebook, Twitter и YouTube каналот. Пријатно!